Министерството за финансии ја објави редуцираната листа на производи за јадење кои ќе останат со повластена даночна стапка од 5% кога ќе се донесат измените на законот за данок на додадена вредност. На оваа листа може да се видат речиси сите видови на месо, риба, џигер во свежа и замрзната варијанта. На листата е и млекото, пресно и кисело, маштеница, сирење, урда и други производи. Од зеленчукот овде се компирот, зелката и другите основни земјоделски производи кои ќе бидат со повластена владина даночна заштита. Останатите продукти кои ги нема во однос на претходните одлуки најверојатно ќе поскапат на пазарот откако ќе добијат поголеми стапки од 10 односно 18% оданачување. Станува збор за список според Министерството за финансии за основни производи за човечка исхрана. Во новата работна верзија која треба да ја одобри владата како подзаконски акт, ја нема морската храна и раковите, сушената риба, сурутката кај млечните производи, некои јајца што не се од кокошка, видови на тешко достапни печурки за пошироките потрошувачки маси како тартофи, шитаке и јудино уво. Се во ова повеќе нема да има повластена стапка од 5%. Кажано едноставна, оваа листа има приоритет да го заштити основниот животен стандард, односно да се сочува куповната моќ на граѓаните со пониски примања. Сето останато влегува во луксус и пораката е: кој има пари, нека купува скап. Измените во законот за ДДВ, данокот за добивка и солидарниот данок се дел од новата даночна реформа и веќе се во собранинска процедура, каде се разгледуваат со европско знаменце, односно по скратена постапка.